Добро вечер и благослов Божи. Навистина е убаво што ова вечер можеме да бидеме заедно, се разбира заедно собрани и да можеме да го прославиме името на Господа и ова вечер. Се разбира, вие слушате емисијата Гласот на вистината и навистина мене ми е мило и драго што можеме и ова вечер да бидеме заедно. Ова вечер да биде посебна вечер, затоа што зборуваме за Христовото воскресение. И се разбира, зборуваме серија предавања и се надевам дека и ова емисија ќе биде благословена и ова емисија ќе биде водена и инспирирана од Светиот Дух, всушност преку Словото на нашиот Господ и Спасител. Библијата е најголемиот доказ дека Христос воскресна од мртвите. Сите овие серија предавања кои што ги имаме зборуваат за тоа дека Христос беше распнат, умре на крстот, но на третиот ден воскресна и дека тој е жив за век и веков. Всушност тој е жив за цела вечност. Библијата ни зборува во Откровение дека тој ги има клучовите на адот и смртта и дека тој беше мртов и сега оживее. Целата Библија зборува за тие нешта, затоа што и самото Свето Писмо зборува, па дури и Господ Исус зборува дека тој требаше да умре и да воскресне како што беше за него напишано. И тоа се случи, затоа дојде Христос, за да може преку воскресението на сите нам да ни обезбеди живот вечен. И тоа е нашата надеж. И би требало да биде на секого еден од нас таа надеж во Господа, затоа што се што е друго на овој свет, се што е материјално, се што ние можеме да видиме и да поседуваме, едно ден нема да го имаме. Нема да имаме можност да го поседуваме, ниту пак да го користиме. Затоа што секое материјално благо е минливо или Библијата уште вели распадливо. Затоа Исус ќе каже да си градиме богатство на небото, онаму од каде што го очекуваме и нашиот Господ и Спасител. Реков, зборуваме за исклучително важна тема. Дали навистина Исус воскреснал од мртвите? И дали сето тоа е вистина и дали е важно? Кажавме во текот на овие емисии дека од ова прашање дали навистина Исус Христос воскреснал, токму зависат многу нешта од одговорот на оваа прашање. Видовме дека веродостојноста на Библијата, одговорот на човековата потрага по смислата на животот и иднината на сите луѓе. Потоа прочитавме во Лука 24 глава, 5 и 6 стих вели: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, туку воскреснал. И видовме дека животот на Исус се дели на 5 етапи. Кога ќе го читаме Словото Господово, ние ќе откриеме дека службата или мисијата за која што тој беше пратен, за која што тој беше најавен уште од раните пророци или подоцнежните пророци во Стариот Завет, почна од неговата 30-та година и се траеше до 33-та година. Всушност 3,5 години беше мисијата на Исус на овој свет и потоа да замини, да се вознесе од оваа земја пред повеќе од 500 сведоци. Самото вознесение пред повеќе од 500 луѓе кои беа сведоци за неговото вознесение е факт дека Христос воскреснал од мртвите. Тоа можеме да го видиме во 1 Коринтјаните 15 глава, ни зборува апостолот Павле дека Христос воскреснал од мртвите и дека се вознесел пред повеќе од 500 души кои биле сведоци за неговото воскресение. Потоа видовме дека сите 4 евангелија
зборуваат точно за воскресението на Исуса Христа. Матеј, Марко, Лука и Јован. И тие го запишале овој настан како веродостоен настан, зашто самите тие биле сведоци на она што се случувало. Затоа и Евангелието на Јован, всушност посланието на Јован, првата глава, ќе читаме од 1 до 4. И еве што ни вели Словото Господово. Оно што беше од почетокот, оно што го чувме, што очите своји го видовме, што го разгледавме, што раците наши го опипаа за Словото на животот. И животот се јави, и видовме и сведочивме. И ве нагостуваме за вечниот живот кој беше во Таткото, а сепак нам ни се откри. Оно што го видовме и чувме, тоа и ви известуваме, да и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Таткото, Синот и Светиот Дух, или со Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме за да вашата радост биде полна. Значи, повторно гледаме дека апостолите се тие кои биле веродостојни сведоци. Па дури овие над 500 луѓе кога што гледаме дека Исус се вознесел пред нивните очи. Интересната работа е покрај тоа што Светото Писмо зборува, апостолите потврдуваат дека Христос воскресна од мртвите и дека се вознесе пред повеќе од 500 души. Потоа имаме историски личности кои што зборуваат дека навистина Христос воскресна. Еден од тие историски личности е исто така човекот кој што бил присутен во тоа време, Јосиф Флавиј. Тој пишува како дека Христовото воскресение е веродостоен доказ и дека Христос е жив и дека тој воскреснал и дека тој се вознесел пред повеќе од 500 души. Денешната наша проповед или нашиот говор ќе биде дали некој некогаш, па дури денеска, ја побиваат смртта и воскресението на Исуса Христа. Ке повторам, дали некој некогаш, па дури денеска, ја побиваат смртта и воскресението на Исуса Христа. Поточно, дали постојат личности до денеска или постоеле личности во минатото кои што ја побиваат смртта и воскресението на Исус, за кој што Библијата ни зборува дека се веродостојни настани, запишани во Светото Писмо. Ке отвориме во Евангелието на Матеј, 28 глава, значи Евангелие на Матеј, ке отвориме заедно, 28 глава, и ќе ги видиме исказите на стражарите, оние кои го чуваа гробот Христов. Ке читаме од 11 па се до 15. Значи Евангелие на Матеј, 28 глава, ке читаме од 11 па се до 15. Еве што ни вели Словото Господово. Кога одеа тие, ете некој од стражарите, влегувајќи во градот, им кажаа на првосвештениците за оно што беше станало. И тие кога се собраа, со старешините се посоветуваа, им дадоа многу пари на војниците, велејќи: кажете дека учениците негови дојдоа и го украдоа кога ние спијавме. А ако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи. А тие ги зедоа парите и направија како што беа научени. И тој глас се пренесува дон денес или меѓу јудејците дон денеска. Па дури и наваму,
кај нас се пренесува или се движи низ целиот свет овој глас, дека учениците дојдоа кога стражарите спиеа и дека го украдоа Христовото тело. Иако реков, по самото воскресение Исус им се јавувал на своите ученици. Потоа Исус се вознесел од повеќе пред 500 души. И сите тие пишуваат дека Христос воскреснал од мртвите и дека Тој е жив за век и веков. Но сепак првосвештениците, верските водачи во тоа време кои го воделе народот, ги повикале стражарите, ги подмителе. Библијата вели дека им дале многу пари да кажаат дека додека спиеа, тие дошле учениците Христови и го украле телото. Тоа е само еден показалец кој сака да ни покаже дека наводно Христос не воскреснал од мртвите, дека неговите ученици го украле телото негово. Потоа исто така денеска муслиманите го побиваат Христовото воскресение. Ако читаме во Сура 4, Нисан, стихови 157, 158 и 159, ќе видиме дека исто така целиот исламски свет го побива Христовото воскресение. Тие велаат дека Христос не воскреснал од мртвите. Зошто? Затоа што ниту страдал, ниту бил распнат, ниту умрел на крстот. Кога ќе читаме таму, ќе видиме дека на луѓето кои биле под крстот, кои биле присутни, каде што бил Исус распнат меѓу двајца разбойници, на луѓето така им се вишло дека е Христос, но поточно Јуда бил распнат на неговото тело. Почитувани, сакам да поставам едно логично прашање. Според сите библиски извештаи кои ние ги имаме и ги поседуваме и ги читаме преку Светото Писмо, читаме дека Јуда бил договорен со првосвештениците да Исус биде предаден. За тоа нешто Господ Исус зборува кога биле собрани учениците на тајната вечера, на паскалната вечера, сите заедно. Исус вели, тој што прв ке макне во чинијата заедно со мене, тој ќе ме предаде. Библијата ни открива дека Јуда бил тој Искариот кој го предал Исус за 30 средбеници и потоа тој се обесил во една нива и таа нива се викала Акле Дама или проклета нива. Гледаме дека Јуда го предал Исус за 30 бреници, а не дека Јуда бил распнат на крстот. Моето прашање е, кој како предаде? Исус го предаде Јуда или Јуда го предаде Исус? Затоа кога ќе очитаме Словото Господово, ќе видиме дека овие нешта не се запишани никаде во Словото Господово, туку многу јасно и гласно нагласува Библијата дека Јуда бил тој кој го предал телото на Исуса Христа. Потоа, како трета група на луѓе, научниците исто така не гледаат дека Исус бил распнат и дека тој воскреснал од мртвите. Не гледаат како веродостоен настан. Тие сметат дека се толку напредливи и не го гледаат овој настан како веродостоен настан. Затоа што Христовото воскресение треба да биде таа движечка сила која што ќе треба да го движи нашиот живот, нашата надеж и нашата вера. И затоа исто така и тие не гледаат како еден веродостоен настан. Еден професор Јоат кој предаваше во Лондонскиот универзитет, еднаш бил прашан со која историска личност најмногу би сакал да се сретниш и што најмногу би сакал да го прашаш. Тој одговорил вака, дека најмногу би сакал да се сретнам со Исус Христос, а би сакал да му го поставам најважното прашање на светот.
дали навистина воскреснал од мртвите. Ако Христовото воскресение е вистина, тогаш можеме да бидеме сигурни дека Господ постои и точно дека е токму онаков како што Исус се разбира ни го опишал. Еве ќе отвориме во 2 Коринтијаните, значи ќе отвориме 2 Коринтијаните, 4 глава, 4 стих и ќе видиме што таму се разбира ни пишува словото на нашиот Господ и Спасител. Значи, ќе повторам 2 Коринтијаните, 4 глава, 4 стих. И еве таму што ни е се разбира запишено. Но на таквите сатаната, богот на овој зло свет, им ги заслепил разумот и тие не можат да го видат прекрасниот сијај на радосната вест што ни доаѓаат од православниот Христос, кој е како слика, точно кој го одразува самиот Бог. Всушност, овде апостол Павле им зборува дека Христос е таа вистинска слика кој го опишува или го представува Бог. Кога ќе го читаме Евангелието на Јован, Исус вели: кој ме виде мене, го виде и таткото. Затоа што самиот Исус го отсликува сијајот, светлината на таткото. Исус вели: јас сум тој сијај, јас сум таа слика кој го отсликува таткото. Затоа, почитувани, треба да бидеме сигурни во Христовото воскресение, дека тој воскреснал без разлика. Ние имаме, како што кажав, веродостојни докази. Без разлика на исказите на стражарите, верувањето на целокупниот ислам дека Христос не воскреснал од мртвите и дека Јуда бил на крстот, и исто така научниците не го потврдуваат, се разбира, Христовото воскресение. Но Библијата, која е најстара книга, зборува дека Христос воскреснал од мртвите. Имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас и тој се разбира нека го води вашиот живот. Мојата препорака оваа вечер: не мора мене да ми верувате, туку земете го Светото Писмо. Ако сметате дека е веродостојна книга, читајте го Писмото и ќе видите дека Христос воскреснал според Писмото. Имајте убава, благословена вечер и се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно!